Претениците во Македонското собрание да го продолжат мандатот на специјалното јавно обвинителство побара специјалната обвинителка Катица Јанева на денешната пресконференција, која се одржа на еден месец до истекувањето на мандатот на ова јавно обвинителство. Таа истакна дека се на добар пат да ги разрешат случаите што ги водат. Имајќи ја предвид дека ова јавно обвинителство покажа дека е на вистинскиот пат кон ефикасно справување со криминалот што спаѓа во негова надлежност, а со цел во полн капацитет да ја покаже истрајноста во борбата против криминалот и неправдата, бараме новото парламентарно мнозинство да го избрише, измени или укине член 22 од Законот за јавно обвинителство, која ќе овозможи ова јавно обвинителство до крај да ги истражи кривичните дела содржани во доставените разговори од незаконски следени комуникации. Таа воедно додаде дека е неопходно да бидат донесени измени во Законот за заштита на сведоци. Јанева додаде дека од прислушуваните разговори досега поминале само 45% од вкупниот материјал и дека остатокот од 55% засега нема да го преслушуваат. По ваквите изнесени ставови од Јанева се поставува прашањето дали во изминативе 17 месеци се обработени незаконски прислушувани разговори пристрасно селектирани, дали во необработените 55% од материјалите кои рекоа дека нема да ги преслушуваат, се споменуваат лица кои треба да бидат индиректно заштитени, зашто за еден месец истекува можноста за поднесување обвиненија. Јанева сепак додаде дека ќе ја продолжат својата работа, иако се уште не е јасно дали СЈО ќе добие продолжен мандат. Од СЈО денеска истакнаа дека отвораат 3 нови истраги, а кои се поврзани со, како што беше кажано, перење пари. Трите нови истраги се Талир, Траекторија и Тревник. Талир е прва истрага во која постои основано сомнение за перење пари. Предмет на истрагата на ова јавно обвинителство не е политичката партија, туку запознавање на јавноста за начинот на кој поединци ја искористиле политичката функција за лични цели, рече Јанева. Траекторија е истрага на СЈО против 4 службени лица инволвирани во изградбата на државните патишта Миладиновци, Штип и Кичево, Охрид, кои се осомничени дека на незаконски начин избрале изведувач за градежните работи со поскапа понуда. Истрагата Тревник, што денеска ја обелодени СЈО, опфаќа 3 лица кои се сомничат за бесправна изградба на 3 викенд куќи во Зелениково.